Еколозите од Кочани собраа над 750 потписи за инспекцијата да проработи и да ги провери на терен сите оние фабрики кои се потенцијални загадувачи на Кочани. Невладината организација Green Орага Кочани денес ги поднесе своите барања до релевантните општински органи за позасилена контрола на прочистителните станици во локалните фабрики. Стои во соопштенијето од организацијата. Реакцијата на кочанските екологисти доаѓа откако мерните станици во Кочани повторно во континуитет покажуваат високи вредности на загадување на воздухот. До сега одржавме 3 протести на кои што граѓаните ги дадоа своите потписи за против аерозагадувањето, значи за отпадните води и за гасификација на град Кочани. Поради тоа што Кочани веќе е во незавидна ситуација од еколошки аспект, продолживме понатаму со нашите иницијативи. Конкретно преку иницијативата со Флорозон, значи Центарот за еколошки права, очекуваме дека ќе има некакви резултати. Вештаат од самата иницијатива со поднесоци од адвокати и од Центарот ќе биде доставена до Министерството за животна средина, а исто така ќе биде препратено и до Европската унија. Дополнително, изработен е и софтвер кој во реално време ќе го мери квалитетот на воздухот на неколку локации во градот. Ќе бидат земени мерења на PM10 честички во 4 точки во градот и една камера која ќе го снима оджакот на paper mill. Со нашиот алгоритам и со image recognition ќе може да помогнеме и да го лоцираме времето и местото на загадување. Во предвид ќе бидат земени и ветерот, температурата и времето на загадувањето на колите помеѓу 3 и 4 часот. Исто така ќе бидат земени во предвид и загадувањето од страна на домаќинствата. Во обид да го намали загадувањето, Кочани субвенционира грејење со инвертер клими. Се инвестираше во санација на градската депонија, но крај на индустриското загадување се уште нема. Ситуацијата особено е алармантна во вечерните часови кога концентрацијата на PM10 честичките во воздухот достигнува и над 300 микрограми на метар кубен.